Прво начинаа медиумите, потоа агенциите кои ги правеа анкетите, а сега грешни и нереални биле бројките. Во изминативе неколку денови СДСМ наместо да подготвуваат програма, да нудат решенија што би правеле во иднина, како и визија за Македонија, тие се влезени во кампања од петни жили, да докажуваат дека анкетите на кои им се предвидува пораз не биле точни. Признаваат дека ќе изгубат, но разликата немала да биде толкава. Во кампањата предничи претседателот Пендаровски, кој сега е во трка за втор мандат. Анкетите кои ги презентира ВМРО во јавноста се лага. Реалните анкети, нивни анкети кои не ги даваат во јавноста се дека тие се паднати под 45 пратеника, а ние сме над 35. Иако низа анкети последователно го покажуваат падот на довербата кон СДСМ и растот на ВМРО ДПМН, социјалдемократите се чини се решени да не им веруваат. Одеднаш вице-премиерот Маричиќ стана скептик за испитувањата на јавното мислење и за него, како и за Пендаровски, анкетите биле лажни. Всушност, вчера паднаа во вода лажните анкети на ВМРО ДПМН дека тие воделе 2:1, 3:1, 100.000 разлика и така натаму. И нивниот партиски лидер и до вчерашен премиер Ковачевски за дел од рейтинг агенциите покажуваше заби. Сите анкети каде што се покажува дека СДСМ губат, се чини дека социјалдемократите ги карактеризираат како лажни. Пред месец дена Ковачевски за анкетата објавена на МТВ најде мана. Тоа што го гледаме сега на МТВ е анкета која што е преземена од еден институт кој што е многу близок со опозицијската партија ВМРО ДПМН, тоа сите го знаеме историски. И МТВ всушност само не подсетува како изгледаа медиумите до 2016 година. Моментално најактуелни се претседателските избори, кои ќе се одржат за месец и пол. И овие избори се очекува главната битка да биде во вториот круг меѓу Пендаровски и Силјановска. Пред 5 години кога се случуваа големите промени во ВМРО ДПМН, нивната кандидатка отиде во вториот круг на изборите со 4500 гласа помалку од Пендаровски. Сега кога партиите снимат консолидирано и атмосферата е поинаква, се чини дека анкетите кои за СДСМ се лажни всушност ја покажуваат реалната слика во Македонија.